Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на родовата еднаквост. Наши и ваши гости се Милена Гроздановска, председател на Комисијата за родова еднаквост при Советот на општина Охрид, Сузана Наумовска, дел од Националната платформа за женско предприемништво и Весна Цветановска, дел од невладината инклузија. Три моќни жени со кои што денес ќе дебатираме за родовата еднаквост. Нашиот разговор ќе започнеме со тоа дека сите сме свесни дека живееме во 21 век, но се уште се соочуваме со некои поразителни податоци. За жал. Каква е улогата на жената денес во општеството? И дали имаме родова дискриминација? Се соочуваме ли и денес? Повелите, Гроздановска. И благодарам. Пред се, јас би сакала на почетокот да дадам едно појаснување во врска со тоа што е род, а што е пол, бидејќи голем дел од населението ги мешаат овие два поими. Значи, полот се стекнува со самото раѓање. Ние се раѓаме како машко или женско, додека родот се добива после раѓањето. Се изборуваме ние за родот. Тоа значи дека со самото раѓање не е жената предодредена да биде домакинка, да биде чистачка, да биде одржувач на куќата. А мажите пак за одредени други машки работи. Ние знаеме дека кај нас и во светот голем број на мажи се готвачи, кувари и други некои женски работи, чистачи, нема никаков проблем. Значи родот ние после го стекнуваме после нашето раѓање. Во однос на вашето прашање, дали постои родова дискриминација кај нас, јас се согласувам дека се уште за жал постои и таа е на високо ниво. Значи имаме родова дискриминација помеѓу мажите и жените. Голем дел од жените се содруваат со огромен проблем при нивното вработување. На интервјуа кога ќе ги поканат за да разговараат за вработувањето, прво што ги прашуваат дали планирате да го проширите семејството ако е веќе мажена. Што значи дека во старт не дозволуваат да си прошири семејство и да стане семејна жена. Таа е дискриминирана. Тоа е во старт дискриминирана, што значи дека такво прашање на мажите не им се поставува. На жените исто така, за жал, во голем дел му се дават работи кои што се во индустријата, помалку платени и поголема работна сила, енергија да даваат. Најголем дел од жените се застапени во текстилната индустрија, во најмалку платена, во угостителството, во образованието, во здравството, онаму каде што платите се многу пониски. Мислам дека жените исто така се содруваат и со сексуална дискриминација. Точно. Во голем дел, јас имам сознанија и што сум прочитала и по статистики, и по одредени анкети, за да жената напредува во својата кариера и се нудат сексуални услуги, инаку не може да напредува, што не е случај тоа со мажите. Значи, во секоја пора од животот имаме дискриминација помеѓу мажите и жените. Се соочуваме со таквиот проблем. Наумовска, Сузана, кажете ни, вие од аспект на бизнис секторот, каква е улогата? Ги имаме ли жените во бизнис секторот? Ги имаме, но за жал во услужниот сектор, како фризерско-козметичките услуги, за најчистки услуги, моментално ево нашиот град има филигран, бисер и некои други за најчистки опинци, ево Белевци, например. Но, да ви кажам дека во големите бизниси, за жал ги нема. Тоа беше и на националнава платформа една од активностите, жените да се впуштат во големи бизниси, не во микро само, во макро бизниси, каде оваа година на самитот беа излистани две фирми од Охрид, едната која што се занимава со градежни материјали, уште една жена која што се раководители од нашиот регион, и за мене беше тоа стварно позитивно. Иначе во овој регион, после 30 години јас предприемништво, можам да кажам, дел од регионите се содруваат со моите базични првични чекори од пред 30 години, што значи дека дел од средините не напреднале, поразителни бројки се, одливот на млади, за жал годинава, ево го дадовме како тема, каде можат младите да се најдат и да ги задржиме
на овој регион, бидејќи остануваме без работна сила. Се бајливо за жал и на телевизија имаше анкета за тоа колкав е одливот на докторите кои ќе не лечи, ево ние сме во некоја возраст каде не можеме да мигрираме, треба да останеме, што значи дека националната платформа моментално се занимава ево со вебинар. Прошла година беше дигитализација на жената, каде само 30% е дигитализирана жената, остатокот 70% веќе треба, за да може да обстани, бидејќи вие знаете веќе сега и електронски се плаќаат и сметките. Да. Што ќе прави жена која не знае дигитализација, а е сама дома? Значи ево, стварно Црвен крст, одредени институции се грижат за нив. Може нешто да се направи. Годинава ќе имаме ево секторски вебинари каде младите во аграр, во предприемништво да ги втурниме. Знаете што интелигенцијата и тие што се снаодливи, што имаат предприемачки дух за мина, се снајдоа. Како ние ќе ги поттикнеме вештините кај остатокот од младите, без разлика, ево сега ќе ги изравнам во родово и машките и женските, бидејќи треба да направат некој чекор за ризик, сите ги плашат, немојте финансии, треба, ништо не треба. Верувајте ми, знаење и вештини, финансиите сами ќе дојдат. Ево еден личен пример. Јас немав пари кога го почнав бизнисот. Често ме прашуваат, нели не ви е незгодно да кажете не, јас немав млеко да ја купам на мојата ќерка првородена, а сега можам да кажам со вештини и со развој, вие можете да постигнете статус исто како да сте негдека странство. А ќе се надоврзам за жената, уште во последната конференција во Бар, најново што слушнав, сурогат мајка како професија која е дискриминирана, жената да раѓа за други деца, стварно беше една од горките теми, поготово Украина и Русија, бидејќи знаеме каква е ситуацијата, а сега и ево уште една катастрофа не затекна, така да мислам дека сите треба да почнат да волонтираат од негде, да почнат вештини, па после можат тие вештини да ги надоградат во предприемништво. Еве еден апел кон сите млади. Така. Цветановска, како дел од невладиниот сектор, често пати правите и анализи. Ајде на ваше видување, колку е дискриминирана, колку е имаме родовата дискриминација во општеството, сега зборуваме за нашиот регион нормално. Сонја, дозволете ми прво да се заблагодарам на поканата, навистина ми е чест и задоволство денес да бидам дел од вас, дел од вашата емисија, заедно со три фантастични дами, секоја првенец во својата сфера во општина Охрид. Во делот на она што ние го работиме како Сдружение на граѓани, како невладина организација Инклузија, можам да кажам дека во изминатите неколку години сме помрднати од аспект на ангажирањето на младите, меѓутоа се уште стоиме во место, тапкаме, затоа што кај младите, посебно кај девојките, за жал не постои некој голем интерес за ангажирање, за вклучување во активности, и самите и господите и Милена и Сузана претходно кажаа дека имаме проблем посебно во услужниот сектор, каде што навистина е тешко да се регрутираат младите, бидејќи менталниот склоп им е насочен само кон заминување од градот, кон заминување од Македонија, и тоа е навистина поразителна бројка која што ние се бориме да ја сузбиеме, меѓутоа како поединци или како Сдружение на граѓани не можеме многу да постигнеме во тоа ако како заедница не сме обединети и ако немаме помош од државата. Има некои напори, се прават, меѓутоа се уште се е на многу ниско ниво, со оглед на тоа што работиме и со млади кои доаѓаат од различни етнички заедници. Можам да кажам дека дискриминацијата се уште постои, е на многу високо ниво, посебно кај младите девојчиња кои доаѓаат од етничките заедници кои се во помал број во општината. Значи кај нив се уште да, уште е поизразена таа родова дискриминација, таа родова нееднаквост, посебно во делот на образованието, затоа што и многу од нив живеат во, да речам, во субстандардни економски и социјални услови, каде што немаат можност значи да ги извршуваат основните секојдневните функции, своите секојдневни потреби, значи посебно кај девојките, да речеме, менструалната хигиена се уште е на многу ниско
на многу ниски гранки, размислувањата кај нив размислувањата се уште одат во насока на тоа дека најмногу можат да се докажат само ако придонесуваат во делот на семејството, а не и во делот на нивното општествено напредување. Уште е висок бројот на млади кои завршуваат со образованието кога ќе го завршат основното образование. Голем дел од нив не продолжуваат понатаму со образованието, значи се уште треба многу да се работи на будењето на свеста, меѓутоа добро е што постојат и вакви иницијативи и вакви платформи, како платформата за женско предприемништво, од која што сме дел и ние, од инклузија од некаде од почетокот на март минатата година. Активно учествуваме во сите активности и можам да кажам дека значително придонесуваме за подобрување на состојбата со родовата еднаквост во југозападниот плански регион. Така. Ајде само малку да преминеме и на насилство. Свесни сме дека секојдневно полициските билтени нема ден да не прочитаме за некој напад и најчесто е жртва жената. Што правиме, Милена, ние на ова поле? Се соочуваме навистина со голем проблем, ова се поразителни податоци. Семејното насилство, за жал, е голем општествен проблем, поготово и во нашата држава. Значи, секојдневно се соочуваме со семејно насилство. Секоја втора жена е жртва на психолошко насилство. Секоја пета жена е жртва на физичко или сексуално насилство. За жал, анкетите и анализите тоа го покажуваат. За семејното насилство се уште немаме точни податоци и многу е тешко тоа да се докаже колку е, бидејќи тоа се случува во едно семејство за затворени врати, каде што тешко можеме да продриме, во семејство, во дом каде што жената треба да се чувствува сигурна и стабилна, да ужива во нејзиниот живот. Голем дел од тие жени се соочуваат со физичко насилство. Дел од нив го пријавуваат тоа насилство, меѓутоа ретко се осмелуваат, бидејќи се плашат, ако тоа се го пријават, уште поголемо насилство ќе имат од нивните сопрузи. Затоа јас апелирам малку и свеста кај народот да биде поразвиена, машкиот пол малку да се освести, да каже дека жената не е предмет што може да се игра со недзе. Секој проблем во семејството, барем јас така сметам, може да се реши на убав начин, намаса, со диалог, со седнување. Многу војни се воделе, жртви паѓале, меѓутоа додека не се седнело намаса и не се разговарало, војната не завршувала. Зошто да постои такво насилство со денови, со недели, со години, ако може тоа да се реши на еден убав и културен и современ начин? Никој не треба да, во денешно барем време, никој не треба да биде жртва на такво физичко насилство. Така. Билтените навистина ни се полни, слушаме, мажот ја убил сопругата, ја убил сопругата и бабата, ќерката, детето, тоа е нешто страшно. Мислам дека институциите треба многу повеќе да поработат на оваа поле, на оваа тема, малку повеќе да се развие свеста кај луѓето. Така. Наумовска, постои едно мислење, жената е за дома и во кујна. За жал и во 21 век имаме такви мажи кои што се држат строго до оваа правило. Како да стигнат тие да бидат во бизнис секторот, кој некои мажи воопшто не му дозволуваат ни да работат. Видите, често среќавам такви жени со оглед на мојата професија и мојата работа и едукација со младите кадри. Машински инженер жена која сака да отвори приватен бизнес, само со една реченица на сопругот ја стопира иницијативата да добие финансии, да отвори собствен бизнес, што зборувам за интелектуалка.
Да не кажам јас со што се содрувам. Кога бараме персонал, за жал, неколку пати машки вработивме, не беа прифатени од срединава, значи тука и праваме ето на некој начин дискриминација. Ево лично ќе кажам зошто. Три ќе ги вработиме, никој не бара услуга од нив, уште се плашат од допирот. Нашата професија е на маргините, малку на некој неморал. Ретко можам да најдам родители кои што ќе разберат зошто нивното дете ќе работи кај нас. Уште пред 30 години, да ви кажам, во живо, во емисија, во ова телевизија, кога бев многу лоши прашања во живо, па ја прекинавме емисијата. Значи, народов нема свесност. Ако се разболи, ако скрши рака, нога, ако ја повреди кичмата, тогаш е нормално да оди на лекар. Да оди на лекар, да дојди на масажа. Иначе, сето тоа вие никој неморал и разврат. Одредени професии, значи, се на маргините. Да работите во хотел, исто така во услужен сектор, им е како ќе пушти сопругата таму. Да. Сам имаат многу Не е погрешни за таму, мислења. да, за во не е фабрика за таму, негде, за и во подобро хала. нега си седи Или дома. Значи, јас како жена предприемач од 21 година кршам табуа, клишеа, подигам свесност, правам политика на собствен развој, некој каде вие излегувате и од рамкиве на државата и добивате и награди и признанија, а овде не можете да верификувате свој собствен кадар, да ви кажам. Дискриминирани. Ромките кои ќе дојдат кога ќе слушнам, ќе дојдат за работа, освен за хигиеничари, не сакаат повисоко да размислат, да добијат, да напредуваат, или им викаме ќе ви дадиме, ќе ве осигураме, тие викаат не, добиваме социјална помош, ќе ја изгубиме. Некоја минимална социјална помош која што се плашат да ја изгубат. Да ви кажам, ние се содруваме, значи видите, сите теми се една во друга измешани, испреплетени, значи мора да знаеме дека тие треба да се растат и развијат. Јас кога со 4-то оделение сретнав во Денешницава, млади, етнички девојки, е загрижувачки. Јас прашањето кое образование имате, таа не знаеше, викам што школа сте завршиле, значи морате и комуникацијата да ја спуштите на тоа ниво, пишувате за нив кодекси, правила, некои минимални да можат да ве разберат. Значи, а имате девојки и жени кои што газат, кршат табуа, клишеа, заминуваат. За жал малку се се радуваме, меѓутоа се малку. Се радуваме и сметам дека ево апел сите да дојдат, не сме ние феминистки овде, си делиме некои комплименти, фала, тоа е за некој минат труд, сите успешни жени, благодарам, но повикот е да чекорат луѓето на еден состанок на занајческа комора, мене ми рекоа, вие сте отишле на Марс, ние сме долу. Не, секој треба да чекори. Чекор по чекор сите можат да стигнат на Марс. Тоа е мојата, мислам, идеја. Сакате да дополните Сакам слободно? да се надоврзам на ова што го говореше Сузе, во однос на кој работно место и како ќе биде третирана жената. Би го зела лично мојот пример. Јас сум вработена 1985 година. Вработена како инспектор во службата за општествено книговодство. Прва жена инспектор во Охрид, Струга и Дебар. И кога отидов на разговор кај мојот директор, отидов со мојот сопруг и мојот директор му ги објасни условите под кои што јас ќе работам. Значи јас ќе одам на семинари, недела, 2 недели. Ќе одам на семинари со мажи инспектори, со жени колеги, инспектори. многу нормално, така. Ќе одам по контроли каде што со кола ќе ме земат. Тогаш работеа фирмите во Отекс, ЕМО, Застава, оддалечени од работното место каде што работев. Па ќе доаѓаат со кола да ме земат шефој на книговодство, финансиски, не е битно. И во старт го пража. Дали се сложуваш твојата сопруга да ја примиме на ова работно место под овие услови? Во тоа време мојот сопруг рече, нема никаков проблем, јас си ја познавам сопругата и нема никаков проблем со кого ќе оди, кај ќе оди на семинари или не. Нас ни треби работа, ние треба од тоа да екзистираме. Мојата сопруга завршила факултет и треба да си најде соодветно работно место. Одлично. Да си се докаже на работното место, а тоа каде ќе оди, што ќе оди, јас немам проблем. Јас немам проблем со мојата сопруга. Така да уште тогаш имаше одредени личности кои што ги пуштаа жените, меѓутоа голем дел она беше табу тема и она инспектор ќе оди цела недела жена во Скопје на семинари, во Штип на семинари или не е битно каде, одвоено од семејството.
со две мали дечиња, јас бев отсутна подолго време. Така. И со контроли бев Така се отсутна гради подолго време. кариера. Меѓутоа, Така јас се немав гради. никаков проблем во моето семејство, затоа што Така. ние седнавме, разговаравме, Така. што е добро, што е лошо. Така. Значи, ја одбравме добрата страна Така. во интерес на целото семејство. Така, се Но слагам. за жал ретко го гледат бенефит од другата Ретко, страна. Тоа ми апсолутно е се криво, согласувам. 38 години подоцна се уште се соочуваме. Се соочуваме со истите овие табуа, баш. Ево, зато кажам. Токму така. Весна, вие имавте лани, че нам правевме едно прилоđe на таа тема околу семејното насилство. Сакам да слушам кои жени се најзагрозени, кои најмногу се соочуваат со ова семејно насилство, каква е состојбата? За жал нема ограничување во тоа кои жени се најмногу жртви. на Најпогодени, семејно. да речеме. Најпогодени, нема некој ограничување, нема некоја граница. Значи жртви на семејно насилство можат да бидат интелектуално највисоко развиените жени, меѓутоа и оние кои што доаѓаат од социјално, економски и емотивно и статусно најниски гранки. Факт е дека тие се позагрозени и поизложени, меѓутоа нема исклучоци. Не можеме да направиме некој исклучок, затоа што и времето во кое што живееме е такво. Брзо, едноставно немаме време да се посветиме повеќе на некои работи кои што навистина суштински не значат. Не се согласувам со тоа дека местото на жената е во домакинството. Никако, апсолутно никако. Видете, значи многу е нормално и многу е јасно да се каже дека мажот и жената се заеднички столб на куќата, на семејството. Придонесите треба исто да двајцата придонесуваат, треба придонесите едноставно на да се двајцата се изедначени. И во економскиот, и во социјалниот дел, и во делот на згрижување на семејството. И само да се надоврзам на, чинам господијата Милена беше, за бројките на жртви на семејно насилство, видете, огромен број жени не се осмелуваат да го пријават Ниту да семејното пријават. насилство, Со години се случува да се трпи. токму поради финансиската и економската нестабилност. Да, нема каде да оди. Поинаква е ситуацијата, да речеме, кај жената која што има каде да оди, доколку го пријави случајот, значи родители или е финансиски и економски моќна и стабилна да поведе процес на бракоразводна парница или да се оддели од сопругот. Друго се и проблемите што наидуваат на осудување од страна на општеството. Значи, ако една жена пријави насилство од страна на сопругот или партнерот, од околината веднаш е оквалификувана како лице со низок морал, лице кое не трпи авторитет, лице кое што не знае да се грижи за семејството, не знае да придонесува, така што повеќе фактори се во прашање, но има и една друга работа, значи да не испадне овде дека сега само жените ги фаворизираме. Во последно време има и случаи каде што и мажи пријавуваат. Ретко, Да. многу ретко сега да не. Вистина се ретко. Ако на 1000 жени имаме можеби еден кој што се Само пожалува да кажам уште за, бидејќи ние работиме со млади од до 29 години, кога организираме семинари, работилници и обуки на овие теми, голем проблем е тоа што посебно кај девојките, тие не го препознаваат не знаат да го препознаат насилството во врска и за нив за најголем дел од нив е сосем нормално ако партнерот ги удри. Тоа тие велат дека тоа е здрав начин на изразување љубомора. Уште еден голем проблем се и центрите за социјална работа, каде што вработените не знаат да направат разлика меѓу говор на омраза и насилство. И исто така во образовните институции. Психолозите, наставниот кадар не се доволно едуцирани за да препознаат такви проблеми кај учениците, бидејќи тоа започнува уште од таквата едукација треба да започне уште од најмала возраст. Така. Сега одиме со кратка пауза и повторно се враќаме во студиото.
Продолжуваме со нашата тема родовата еднаквост во нашето општество. Ке продолжиме околу кризата. Грозданска, дали COVID-19 кризата го продлабочи уште повеќе јазот помеѓу родовата нееднаквост, да кажеме, со оглед на тоа што се соочивме со криза и дали жените уште повеќе се најдоа во потешка економска положба. Јас најдов некои податоци дека 72% жената извршува неплатена работа. Тоа е Државен завод за статистика. Понатаму дека жени и мажи со високо образование на исти позиции, жената е помалку платена. Едноставно, зошто сме нееднакви? Криза, пандемијата COVID-19, за жал, си го зеде својот данок. Значи, во периодот на пандемијата, односно во периодот, јас според статистички податоци, во периодот април-мај 2020 година, кога државата донесе многу ригорозни мерки со седење на дома, неизлегување надвор, во тој период, во рок од 2 недели, се случени 2 убиства, значи убиени се 2 жени. Во истиот тој период, април-мај 2020 година, пријавувањето на семејно насилство е зголемено за 45% повеќе во однос на истиот период минатата година. Во тој период мислам дека и жените кои што беа вработени, голем дел беа и отпуштани од работа. Седат дома, не работат, немаме потреба од нив, дали во трговијата, во продавниците, дали во индустријата. Имаме намален обем на производство. Јас ги разбирам, можда и газдите во тој период немаја продажба, не можеа тоа да го издржат. Меѓутоа, во тој период најмногу се најде на удар жената наспроти мажот, затоа што е жена. Значи, не може да се спротистави, не може да ги бара правата, плашејќи се дека ќе изгуби, и онака ќе изгуби работата. За жал, многу пандемијата делуваше и на насилството, и не врати назад за голем период назад не врати. Така, но уместо ваше гледиште во однос на пандемијата, како таа се одрази во предприемништвото, во бизнес секторот, се соочија ли жените со поголема криза? Да, се соочија, бидејќи услужниот сектор мораше да ги намали контактите. Не смеевме, неколку месеци бевме затворени, субвенционирани, дел од младите не може дома да издржат, па најдоа излез, да ви кажам, многу се омажија надворни за Европа. Ево, јас ќе кажам, лично искуство си бара излез негдека нешто да направат за да излезат од оваа криза тука. Многу луѓе ги затворија дуќаните, многу жени остана дома, гледа стари лица и деца, покрај она што требаше околу домот да се грижат, многу здравствено попуштија, дел од нив изгубија драги личности, така да ви кажам, општо жената и требаше време да се најде и да се врати во колосек, бидејќи не знаеше, краток беше рокот доколку беа карантините, да излези, да направи дел од сопствениот бизнис или дома да биде на сектор и да се врати во одреденото време дома. Сам физички не можеше сето тоа да се постигне, така да дел од нив го изгубија. Мислам дека само по-јаките обстана, другите мислам дека не може, посигурните во себе. Видите, пандемијата сама носеше несигурност по себе. Уште малку да имате во себе психичка несигурност. И готово. И готово. А мерките беа поригорозни. Така да мораше некако луѓето да се учат на нов систем и веќе сме во нов систем, да ви кажам, на работа. Веќе сме во друг систем на живење и работење. Да, се изменија многу работи од тогаш. Цветановска, ваше одвидување во однос на ковид пандемијата, како се одрази врз жените, да речеме? Ковид пандемијата сама по себе беше застрашувачка и од економски и од социјален аспект. Ние како здружение се соочивме со многу потешкоти, како и сите. Така. Всушност бевме принудени да прекинеме со голем дел од активностите. Финансиски бевме исцрпени и можам да кажам дека тие месеци на затвореност, на изолација, на некој вид така наречена заштита, колку што беа позитивни од една страна, од друга страна беа многу негативни, значи посебно негативниот сегмент зеде најголем замав. Се одрази самата пандемија катастрофално, посебно повторно ќе речам, кај
поранливите категории, Да, кои кај што нив и уште онака, повеќе се кои што и почувствува. онака едва сврзуваат крај со крај да речеме. Значи тоа им беше само некој капак, ако можам да ви кажам дека најголем дел од нив, најголем процент нема можност ниту основните хигиенски потреби да ги обезбедат. Така. Ние организиравме и неколку обуки за менструална хигиена со Сдруженијето на граѓани новинари без граници од Скопје. Така. Со нив правевме повеќе обуки кај девојки од социјално и етнички загрозени семејства, за да им покажеме како да подготват соодветни препарати за менструална хигиена во домашни услови со она што го имаат и така натаму. Значи, ако беше тешко, сега во она што ни се случи предизвика еден вид катаклизма, од која што многу болен ќе биде процесот на опоравување. Така. Уште нешто ќе кажам, дека дома седејќи сите, наместо во кризи да си помагаме, ние си ги извадивме сите негативни страни од една личност, зато се зголеми насилството, зато се зголемија работите од еден благодет, едно убаво живење, наеднаш сите притиснати се, сите фрустрации излегоа на површина, зато се зголеми бројот и на насилство, незадоволство кај младите, одливот, не знам веќе уште што, нешто позитивно во сета работа, никој не гледа ето да подади рака и да помогне, напротив излегоа негативностите на површина, што за жал ќе треба, ево што кажавте сите, Време да се време за опораваме. да се откорени. Така. Само уште да се надоврзам, имаше една позитивна работа, многу млади почнаа да се едуцираат онлайн за можностите за работа, кога веќе не можат да излезат надвор и својата продуктивност. Да, на и сите ни се капацитет. мена животот малце Да. по дигитални вештини, научивме, ние снимавме онлайн, пишувавме прилози, Zoom, контакти, супер беше. Тоа беше, да, убаво го издвои една од ова. ретките придобивки, да. Да. И уште нешто јас би се надоврзала Ако на ова, повелете. бидејќи живееме во период на многу брз динамичен живот, не сме научени ние да седиме дома, постојано сме во сад, треба во толку, иначе ностоп сме ние во некоја трка, ностоп сме во движење. И постојано имаме недостиг на време за децата, за семејството, за се, родителите, за се ни недостига, за да. све нас ни недостига време. И наеднаш ова пандемијата направи пресек. Да. Значи направи Имавме пресек, време едноставно ние сега седиме дома. Меѓутоа, периодот не можевме ние во тој период најнаш да прекиниме. И тоа повлекувањето и седењето дома си бара одреден период, полека. Не може наеднаш од еден брз Психичка динамичен подготовка, живот. да. Ние Така, психички така, тогаш семена комплетно. луѓето психички пропаднаја. Јас многу слушав, дури некој вика во Скопје веќе се фрлит од зградата ќе се убие. Не може, значи учни да работат, учни во кафана да појдат, да се видат со пријатели, да разговарат, да раде разменат мислења. Најнаш ти седиш дома во 4 зида, со четворица, со 5, со тројца, колку што сме во семејството и нема мрдање. Мислам дека тоа беше еден од големите психички фактори, удар, психички, да делува на психата Така. на луѓето. И малку полабилни луѓе, што се во психата полабилни, кај нив дојде тоа повеќе до израз. Кај тие што се постабилни, пак се помирија со тоа, Така. дека мора така да биде. Да. Видите и возрастните и така, на едно свештено лице случајно ми рече, не знам која е ова виша сила, сите млади од цел свет, што ги затвори дома, а знаеме ни Охрид, до 5 сабајле, до 6 Да, дури тоа беше. Ете, може би тоа е едно од позитивните, од малкуте позитивни страни, што порасна колективната самосвест за општото здравје. Точно, да. И уште нешто би кажала во однос на COVID-19. Бидејќи имаше забрана, не се одржува слави, немаше свадби, немаше визити, Родендени, ништо не постои. ми се чини дека се изолиравме од пријателите, од обкружувањето. Мислам дека уште имаме последици. Роднини од тоа. пријатели кои што сме се посетувале, не посетувале, најнаш тоа се пресече. Не одам, не иде, останавме затворени дома. Да. И тоа ми се чини дека се уште трае, остава некако да трага сме и пооддалечени. треба да помине поголем период да се вратиме за да ние се во вратиме околност. назад. Ние како население, како менталитет, овдека во Македонија сме учни да се дружиме со пријатели, на социјални седенки, личности. на кафе муабети, сето. Така. Социјални луѓе сме. Точно. Меѓутоа, ова многу не погоди во тој дел.
Точно. Ајде сега да преминеме на стратегијата. Нашата земја има стратегија за родова еднаквост и тоа 2022-2027 година. И општина Охрид има своја стратегија. И сега како претседател на комисијата Граждановска да ни кажете што има во таа стратегија? Кои се клучните, да речеме, работи кои што се во таа стратегија? Стратегијата за родова еднаквост 2022-2027 година се донесува за период од 6 години. Со прифаќањето на амандманите на Законот за буџетирање се овозможува вклучување на родовата перспектива во буџетите на органите на државната управа. Со ова буџетите стануваат родово одговорни и ќе одговараат на потребите на сите граѓани, жени и мажи. Родово одговорно буџетирање не е прашање на борба меѓу мажите и жените. Напротив, тоа е прашање со кое ние создаваме еднакво општество во кое ги распределуваме финансиските средства на поправеден начин. Визијата на ова стратегија е унапредување на родовата еднаквост во општеството во кое жените и мажите ќе имат еднакви права, пристап до ресурсите, можности и заштита во сите сфери од животот, како услов за целокупен одржлив економски, демографски, социјален развој и напредок на земјата, односно општеството во кое жените и мажите ќе ги имат истите привилегии и одговорности кои ќе ги остваруваат во вистинско заедничко партнерство. Ние советниците од општина Охрид исто така ја подпишавме и заложбата за унапредување на родовата еднаквост и елиминирање на сите форми на насилство во политиката. Одлично. Наумовска, колку е тешко една жена да започне собствен бизнес? И ете во таа вашата национална платформа правите вие многу проекти, работи. Како ги мотивирате жените да започнат нешто да прават? Сега прво ќе кажам дека и ние имаме национална стратегија 2018 донесена, која што сега моментално од Клере Охрид е прифатена и влезена е во општина Охрид. Ќе треба да се направи стратешки документ сега во следниве чекори, да се оформи совет на женско предприемништво. Нашата замисла е прво сите невладини сектори да влезат тука, за да ги поттикнеме, бидејќи тие имаат сите дел работа со жените предприемачи, со младите, како да ги поттикнеме. Значи, може ќе направиме и клуб на млади предприемачи кој ќе им биде секогаш достапен на младите, за да ги турниме со сите нивни проблеми. Сите се соочуваме и пред 30 години и сега со истата проблематика. Ќе менторираме млади, ќе ги поттикнеме каде можат финансии да земат, каде има финансиски извори, а секако знаете дека ево во родовата еднаквост сега жената прв пат има право, ако конкурираат маж и жена на некој проект, ако е жена да добие можеби побрзо да го добие проектот, да пристап до финансии им е овозможен. Така да ние сега имавме еден караван каде што посетивме, јас сум пошто координатор на Југозападен регион, сите 9 општини. Имавме состаноци со сите жени кои што беа засегнати, предприемачи, ги мотивиравме да дојдат можда лиценца да земат за туристички водич во Охрид, да направат некоја промена во сопствениот живот, да ги мотивиравме, им ги кажавме практични примери. Ние сме жени и домаќинки, мајки, сопруги, пријателки и општествено одговорни личности кои што работиме за бенефит на нашиот град. Јас ми е жал што и исти личности сме во поќе институции, во поќе состаноци и секогаш зошто едни исти ние да зборуваме за ова. Јас имам апел до сите да се активираат, кои што имаат било каква идеја, кои што сакаат некаква помош. Не постои жена предприемач која што го поминала патот, а нема да помогне на друга жена. Женската платформа, сега националнава платформа, има исто караван во сите региони. Доаѓа да помогне, да го издигнеме тој сектор тука, да можеме да бидеме негдека рамноправни во тоа. Зошто да не се повеќе на политички функции, градоначалници, зошто да не се ево советници. Да, тоа ми е следното прашање во политиката. Ни една жена градоначалник не сме имале, ма тоа малце подоцна, сакам да прашам. Поттикот беше на председателката Валентина Дисовска уште во градинките да почне да прават некои мали базари, да почнат со изработка. Можда една минимална сума 10-20 денари, да, и можда да се вратат одредени морал, етика, предприемачки вештини,
или ни домакинство на времето што беше одредени образовни институции да превземат малку во развојот, да ги поттикнат Така. овие вештини. Се надоврзала малку на Сузе, бидејќи ја сум со онедзе вклучена во Така. женското предприемништво. Ние ги посетивме поголем дел од општините во југозападен регион и сум пријатно изненадена од центар Жупа, каде што имавме закажано состанок со жените кои што сакаат да слушнат, Така. да му се каже кои се нивните можности. Верувајте, ми се чини дека немаше место во салата да ги Имаше собере толку голем сите жени, интерес, колку што браво. имаше многу голем интерес. Браво. Дури ни самата презентација што ја имавме ние, после тоа одредени жени во самиот тој Процесот на период, дружба. процесот на дружба, му дошло до идеја што можат тие тука да прават во тој регион. Со што можат да се занимават, што можат да отпочнат, што значи дека ова е позитивно, меѓутоа како што кажа Сузе, многу мал дел од жените сме вклучени во овој дел и не можеме секаде и да стасаме. Така. Цветановска, сакав да ја прашам како представник и од младите и од невладините. Колку е тешко да се најде работа денес, да направиме една споредба како мажите, како жените доаѓаат при работа. Соочуваме ли со дискриминација? Покрај тоа што го споменавме, бременост, проширување семејство, имаме проблем некогаш и со други работи. Апсолутно многу е потежок процесот за една жена да добие добро работно место во наспроти мажот. Се соочуваме со уште еден вид, да речам, дискриминација овде, образовна, затоа што девојчињата кои што се одлучуваат, например, да го продолжат преминот од основно во средно образование кон стручно училиште, конкретно еве кон Општинскиот електромашински центар Свети Наум Охридски, ако не одат во козметичките насоки, ако се одлучат за Информатика, информатика, машински мехатроника, така. машинските насоки, веднаш наидуваат на стереотипи, на осудување, ти си женско, не можеш да го учиш тоа, не можеш да го работиш тоа, или зашто како ти понатаму ќе одиш да бидеш архитект или градежен инженер И во професиите се бара маж архитект или се бара жена чистачка. Од сам старт имаме дискриминација. Значи нема архитектка или нигде нема таков професорка, женски да род. речеме секаде никаде женскиот род го нема. Ретки се таквите огласи каде што се застапени женските именките од женски род, да речам, значи професорка или архитектка или докторка и така натаму. Иако вложуваат подеднакво труд, подеднакво време и интелектуална посветеност, сепак се уште сме на тоа ниво мажот да биде подобар од жената, а на интелектуално покомпатибилен се смета дека е, да. Имаме докажано денес во политиката имаме многу жени, апсолутно, секоја почит за нив. Меѓутоа, ете, она прашање што сакав да го кажам, немаме досега во историјата на Охрид не имало жена градоначалник, ниту па во соседна Струга сме имале, па на прсти се бројат и во цела Македонија. Зошто е таква состојбата кога сите сме свесни дека имаме способни жени? Ајде, накусо, ако сакате да го продискутирате некој од вас да кажи свој став. Па, ми се чини дека немаме ни пријавено жени за градоначалници. Да, нема. И затоа немаме избор. Точно. За градоначалник. Ама некако како и да не им се дава ни можност да стигнат до тоа. Не знам, таков е впечатокот. Не знам дали повеќе се плашат жените или се плашат дека нема да победат затоа што се жени и предрасудите кај нас се уште на тоа ниско, на тоа ниско ниво. Жена сега мене ќе ми биде градоначалник. Точно, некако татко на градот се научивме сите да викаме мајка послабо. И да посакува некоја жена која што се чувствува способна, вредна, има одредени амбициозна, има и одредени способности да го води градот. Има одредени визии за градот. Меѓутоа во старт таја се кине со тоа што нема да ме изберат. Секојдневно слушаме, значи и секоја жена секојдневно слуша жена градоначалник, жена мене ќе ме командува, жена мене ќе ме раководи. Што може таа да направи? Тоа се прашања кои што се поставуваат и мислам дека од тој аспект жената не се ни
пријавува, не се осмелува да се пријави за кандидат за градоначалник. Така, Наумовска, ваше моето видување? видување, бидејќи се со платформата малце поќе се среќава со вакви случаи, дури и на нашиот факултет што го имаме во Охрид, повтор пат е деканка жена, Да. после толку многу Да, години, после години. во 52 години постојање, да ви кажам, само батковска и дическа се, што значи зборува каков ни е ставот, а да не изборуваме за политика, Да, бидејќи не повисоко. во таа политичка кампања сметам, од она што слушам јас од амбициозни жени кои што имале предлог да бидат за градоначалници, имат една игра која се вика надпревар помеѓу градоначалниците, каде одредени работи се вадат, можда и негативни работи за една личност, а жената како мајка, сопруга, мислам, пријателка, Не е спремна да биде изложена на така, таков да удар. биде изложена на таков удар. Исто како што, ево, ќе се надоврзам малку и на прошлото прашање, 25 деца има на список за вработување, јас им се јавувам на сите, ниедно не дојде на работа, сите саке странство да заминат, јас не можам и да внесам работна сила, што значи дека ние сме и така свесноста, треба вие да кршите табуа, да си налепите етикети, што ќе ви ги стават. Тие етикети колку се реални или и нереални. колку е спремен за таков. Колку е спремен, јас со еден бизнис добив етикети. Замислете, мене ми понудија Климентова награда, ја викам со мојот сектор, дел од популацијата, без разлика што сум правила промоција надвор на Охрид, не може да го свати тоа зошто една жена со козметички салон да добие. Нема интелектуална професија, доктор, професор, така. Да, и тука имаме Значи, предрасуди. и тука охо. предрасуди. Понатака во сите овие дружби, јас од националниве платформи, тука и надвор сум се срекнала со жена професија камионџија, која ето, кажа како е интересно, зашто маж во стриптиз бар може да склучи договор, зашто не јас, моите деца порасна на задното седиште од камион, беше многу интересна приказната. Така. Покрај сите оние, значи сега жена молер сретна, во денешно време која работи и ги поби, и можда и машките молери во Браво, овој град, да ви браво, кажам. па нема Ево, женски јас ги и машки поттикнувам. професии. Значи, и ние сакаме добро да ја платиме таа жена, бидејќи стварно ја извршува перфектно Браво. својата професија. Така да, ево, апел до сите жени. Зошто викаме, ево, ни во платформава не можеме. Не можеме да ангажираме Милена, што кажа ние, сите мислат дека идеме на сликање, дека идеме да зборуваме, а година дена е платформата еден процес кој што работевме да влези стратегијата, па да се донеси некој стратешки документ, а не камоли вие градоначалник, мајка на градот носи емоција, носи, како да кажам, Се надевам дека ќе имаме и се еден надевам ден, и дека јас се дека ќе надевам ги дека ќе разбуди имаме жените некоја таква храбра да жена. се Сузана, видете, активираат. значи, кога една жена е способна да го држи семејството во целост, да биде столб на тоа семејство, тоа само дава некој знак, некој сигнал како ќе се грижи за градот, за сите граѓани. Тие ќе биде, ние ќе бидеме и нејзини деца. Сите сами така, знаете, така. мајката Да, ја да. нема дома и 30 луѓе ја заменува. Тоа знаете, тоа секогаш на социјалните мрежи, така? Да. Многу ви благодарам, имавме една вистина плодна дебата. Се надевам дека следната емисија која ќе ве поканам на иста тема за неколку години ќе слушнеме поубави бројки, по-добри резултати, не вака поразителни. Ви благодарам уште еднаш многу што бевте дел од емисијата Прашалник. И јас ви благодарам на поканата и чест ми беше да присуствувам во вашава емисија. Ви благодарам од срце. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме во следната емисија.